Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Одблиску ги гледате луѓето и со пратениците, одблиску комуницирате и со едната и со другата страна. И јас чисто кога доаѓам во собранието, знаеме да седнеме сите заедно да испиеме едно кафе, да поразговараме за различни теми. Рековте, ако ве прашам кој ќе победи, дека ќе ми одговорите, ева ајде една прогноза, нели не е убаво да се прогнозира, но кој би ја формирал идната власт? Гледате, во моментот, врз основа на многу, па не на анкети, пак ќе речем, но она што, но ние редовни контакти што ги имам со многу колеги новинари, со многу политичари од едната и другата страна, мислам дека во моментот ај до 11 не верувам дека многу ќе се смени, освен ако не се случат дека поголеми ломови, дека ВМРО е во предност. Кокава ќе биде таа предност е друго прашање. ВМРО е во предност. Едно да ни биде јасно, тоа ги имам кажано милион пати, че ВМРО ДПМН, за разлика од сегашното актуелно водство на СДСМ, ВМРО ДПМН работи. Цело време работи. Почнувајќи од одење по терени, од таа отчетност, колку е тоа реално, колку е тоа можеби виртуелно. Ајде да тоа е нека друга тема која можеме да ја разговараме. Но работи е меѓу народот, е меѓу луѓето. Како луѓето тоа го доживуваат, покажуваат за изборите. За жал, за некои други тоа за жал. Опозицијата поточно, СДСМ поточно. Јас секогаш политичките водства ги делам од партиите, иако значи актуелното политичко водство на СДСМ мене ми личат да не салонски револуционери. Ми личат да салонски револуционери кои сака да направат револуција од убава фотеља. Не може. Не може. Историјата покажува дека не може. Никој такава револуција не направил, нема ни ова нашиве да направат некаква. Нити револуција, нити еволуција. Ќе бидам отворен, дури и малку и дрзок, последната одлука на Советот на Европа за избор на судија. Не навлегувам за мојата определба, иако ја ништо не значам, али дали бев за господин Габер или за господинот Илиевски. Тоа е моје лично обидување, не го кријам, не треба, но верувајте дека господинот Габер доби предност во на интервјуто на комисијата што од тројца кандидати ги предложи овие два. Господинот Илиевски победи благодарејќи на претениците, односно на партијата ВМРО ДПМН и претеникот Николовски, кој е во делегацијата и меѓу другото еден од подпредседателите на Совет на Европа, кој преку лобирање, што е легално и легитимно. Тука не да го оценувате лобирањето како негативно. Лобирањето е легална и легитимна работа. Го донесе тој резултат што го донесе. Значи, и сега ние можеме да кукаме на Советот, во Советот на Европа, тоа е друго прашање. Секаде треба да се работи. Треба да се работи дома, треба да се работи во меѓународните институции, треба да се работи секаде за, ако сакате да имате некаков резултат. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија.